На 102 годишнината од смртта на големиот македонски револуционерен деец Јане Сандански, во Штипската касарна се одржа чествување по повод патрониот празник. Припадниците на вториот механизиран пешадиски батальон од првата механизирана пешадиска бригада се горди што ја имаат честа и одговорноста да го носат името на Сандански. Горди сме што нашата касарна го носи името на големиот македонски револуционер Јане Сандански. Неговиот идеал за создавање на самостојна, независна, слободна држава на македонскиот народ е наша стварност и света обврска да сочуваме крваво стекнатата слобода и државност. Денес нашата единица представува војна сила достојна за почит, пополнета со професионален персонал, обучен и извежбан за извршување на борбени задачи во сите услови и во согласно со статнадрите на земјите на членки на НАТО. За Штипскиот батальон најголем приоритет е градењето и одржувањето на високиот степен на борбена готовност и способност за брза реакција во кризни состојби. Воедно за нив е важна и благородната мисија на која тие постојано работат. Во текот на вчерашниот ден биле дарувани 69 единици крв, а денеска донираа и облека и играчки за децата без родители, поради што Сдруженијето Градиме иднина на командантот Петрушевски му додели благодарница. Во меѓувреме се одржа и изложба на монографијата Македонски воено-полициски ознаки на колекционерот Трајче Трајков. И се представени вкупно 550 ознаки од најразлични видови. Ова е моје хоби. Моја колекција се занимавам од 2009, значи веќе 8 години. Ознаките ги собирам на најразлични начини. Прво ги барам од луѓе кои се вработени во АРМ и во МВР или кои се пензионирани, нели, да побараат постари униформи. Потоа ги купувам од интернет. Колекцијата на Трајков е една од најобемните на актуелни амблеми, но и на символи на укинати единици кои екзистирале во последните 25 години во Македонија. Освен касарната со вчерашните и денешните активности, својот патронат утре ќе го одбележи истоименото средно медицинско училиште во Штип.